Командантот на Сдружената оперативна команда Павле Арсовски и началниците на секции денеска беа во посета на градоначалникот на општина Штип, Универзитетот Гоце Делчев Штип и музеите на град Штип и во Ново село. Арсовски на средбата со градоначалникот на општина Штип Благој Бочварски истакна дека Штип е град со богата историја, а во делот на присуството на воените припадници вели дека во Штип има голема традиција. Жителите и припадниците на војската, како што вели Арсовски, развивале низ годините убав однос. Исто така е многу важно да се каже дека и во иднина со новите планови за трансформација градот Штип останува како место каде што војската ќе има своја инсталација, односно своја касарна. Во НАТО земјите секоја општина која што има касарна е благословена и не сакаат војската да замина таму. Тоа е затоа што буџетските средства кои што армијата ги користи најчесто се трошат децентрализирано, односно локално. Градоначалникот Бочварски на средбата ја презентираше општина Штип и нејзините капацитети. Убаво е да се гледа како оваа организирана структура вака поставена во Република Македонија работи посветено, енергично, професионално и нормално армијата како структура ги применува сите своји знаења кои што ги има. Нивните знаења и вештини и искуства се она кое што ја прави витална Република Македонија, ги прави сигурни и безбедни граѓаните на нашата земја. Затоа и владата на Република Македонија и Министерството за одбрана се во работат во насока на подобрување на условите каде што работат припадниците на армијата на Република Македонија, онаму каде што ја заработуваат својата плата. Припадниците на Сдружената оперативна команда и бригадниот генерал Павле Арсовски имаа средба и со ректорот на Универзитетот Гоце Делчев Штип Блажо Боев, кој истакна дека воената академија, која е придружна членка на универзитетот, е од исклучителна важност за нив како високообразовна институција. Арсовски забележа дека соработката меѓу Универзитетот Гоце Делчев и армијата на Република Македонија ќе продолжи во текот на наредниот период со цел создавање на високообразовен кадар кој ќе биде во улога на потребите на армијата на Република Македонија.